Добре дошли во 30-та јубилејна емисија на подкастот Политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски, 30-та и тоа машала сме стигнале. Машала, да. Сериозни бројки. Не ни почислувавме, Боријан. Како тече, не ни почислувавме. Добро иде. Морам да ти кажам дека статистиките се добри, ми прават сега комплетна анализа, бидејќи одиме на 4-5 платформи. Баш ме интересира да видам што, кој, кога, како, бидејќи таа е од овие анализиве кои ти кажува од локации до време на слушање, до ја мислам дека они имаат и ова која пол, па возраст и така натаму. Баш ќе биде интересно да видиме што ќе кажат тие статистики, кои што ќе ги соопштиме на идното издание подкастот. Така ли, Боријан? Да. Сега да почнеме со она што мислам дека, Сашо, јас и ти го најавувавме зборувајќи за ситуацијата во Бугарија. И сега вака може да звучи нескромно, но имавме, ако се сеќаваш, добра прогноза дека она хемиско чистење кое се случуваше на бугарската политичка сцена, полека таа перална се пребацува кај нас, кој што гледам, Се разбира дека станува збор за црната листа на Соединетите Американски држави и почесното место со кое што оваа сезона го отвара градоначалникот на Струга Мерко Рамис. Инаку, види, мислам дека 1-0 е за мене, треба да признаеш, затоа што ти беше доста попесимист околу црните листи. Ја бев по-оптимист и мислам дека се повеќе на моја страна доаѓа. Сега тоа ќе го продискутираме да видиме на што се темели твојот оптимизам, а на што се темели мојот воздржан оптимизам. Па добро, Сашо, види, јас мислам дека ова е почеток, ова е најава на еден процес кој ќе трае во наредниот период. Мислам дека, да речеме, во наредната, од сега до наредното лето, кога отприлики доаѓа време за избори кај нас. Тука ова е сега удар на туј, кој што мислам дека и се очекуваше и во некои анализи и предвидувања, тоа и го кажавме дека туј ќе биде еден од таргетите. Сега што ќе се случува понатаму, дали тешко е да се каже, но таа листа нема да биде селективна во смисла на политички партии, мислам дека ќе ги таргетира сите покрупни политички структури кои во изминативе 30 години и како ти кажам, имаат влеки на нив од корупција. Дали ќе биде баш така, Боријан, не сум сигурен, бидејќи принцип прво генерално црните листи на Соединетите Американски држави се прават како последица на еден прилично компликуван процес на нивната администрација, во чии анализи учествуваат многу департменти од таа администрација, значи таа постапка не ја води Стейт департментот, тоа го води Министерството за финансии, таму и се објавуваат, тие имаат пред се финансиски, па потоа политички консеквенции, и тие во принцип многу внимателно се подготвуваат со проверки, со опфатени анализи на сите страни и така натаму, за да се стигне до некакво име кое што ќе се најде на таква црна листа. Морам да ти кажам, Боријан, една анекдота пред повеќе години, еден од тие што тогаш беше ставен на црните листи, нема потреба да спомнувам имиња, инсистираше да се видиме и да нешто да поразговараме и така натаму. Ајде, викам, да направиме атер да се видиме сето тоа. И ми вика, слушајте, мора да ми помогнеш како да ме тргнат од црната листа. Прво, ја не знам како ја да му помогнам, ама тоа беше неговиот пристап. И викам, слушај, да ти кажам, единствената потешка работа од тоа да влезеш на црната американска листа е да излезеш од неа. Не се сеќавам дека некој што влегол потоа бил тргнат. Барам ја такво искуство немам. Тоа тешко. Инаку само дополнам, да, Министерството нивно за финансии, но и Министерството за правда, и зашто се разбира дека е во координација и со овој дипломатски сервис, вклучително и разузнавачките служби на се разбира на Соединетите Американски држави, така што тоа е цела една
мрежа која многу сериозно работи. И да, види, јас се согласувам со тоа, гледам и некои шеги веќе по социјалните мрежи, као, окей, сега Мерко му е гале што нема да оди во Америка. На крајот кристата, Мерко и не е таргетот, ова е една силна порака до Дуи, која, например, еве, сега стварно ме интересира како ќе истапи во јавноста, а би требало да каже нешто во јавноста. Тоа прашање не може да го избегне, така што ирелевантен ми се чини Мерко како Мерко. На крајот кристата мислам дека и не сме изненадени од тоа што е. Морам да ти кажам дека изборот Мерко да ја под наводниче отвори сезоната е многу, би рекол, еден тој е според она, мислам, знаеш како тие луѓе што ќе се најдат на црните листи во принцип малкумина се изненадуваат и малкумина има имиња кои што биле некаква, сега не знам, сензација и така натаму. Тој што ќе се најде таму од прилика требало да се најде претходно на други црни листи домашни, ама тоа не функционира. Но сепак започнувањето со името на Рамис Мерко е една многу, би рекол, промислена постапка на американците, бидејќи Рамис Мерко е една како да кажем, една раскрсница политичка, коруптивна, економска, управувачка и така натаму, која обединува многу символични работи за проблемите кои ги има Македонија и започнувањето со него после овие сите најави, особено на американската амбасадорка, но и на други официјални лица од Соединетите американски држави, е една многу, би рекол, посилна порака отколку самата порака дека тој се наоѓа на црната листа. Имено Рамис Мерко, читаме сега негде новиве, сите се навраќаме со некакви мемории што било пред 5, пред 10, пред 20 години. Човекот е прво нон-стоп на власт, најмногу како градоначелник, едно време беше и министер, кратки неколку месеци во првите влади на Зоран Заев, а беше исто така и пратеник на Дуи. За него мислам дека има повеќе од 10, ако не се лажам 14 пропаднати кривични пријави. Неговиот универзитет, затоа му и целото семејство ставено на листата, бидејќи фирмите се на неговите деца, на жена му и така натаму. Неговиот универзитет ние што се занимаваме со образование, па дури нема потреба човек да се занимава со образование, тоа е под секој стандард и ова всушност ова негово ставање на црна листа е силна шлаканица, шамар што велат за целата државна администрација, за тоа дека тој се мешал во судството, за тоа дека тој се мешал, мислам тоа треба ги американците да го кажат за да ние као бидеме изненадени и не го знаеме. Значи, второ, ова што велиш дека сега чекаме реакција од Дуи, види, Дуи веќе требаше да има реакција. Тоа што молчат е еден лош знак, бидејќи мислам дека не се они веројатно затечени, таму никој нема да се најде баш многу да го брани Рамис Мерко, меѓутоа како што гледаш си молчат. На сличен начин прокоментира и премиерот со една амбивалентна изјава која што всушност го доведе во прашање македонскиот систем, а не самиот Мерко. Значи едно политиканство, ние сме политиканти.мк, а овие се политиканти пута 3. А на тоа само да завршам, ако додадеш и ВМРО, каде што нивни истакнати членови на црните листи не може да се пробиеш од тие имиња предсег, нели, Груевски, Мијалков и така натаму, они сега нешто као триумфираат. Мислам една тажна приказна. Ај сега, Боко, да видиме дали што се пуките и што од тоа ќе следува. Види сега, точно ги спомнат 14 пријави за Мерко кои се под фиоки и така натаму. Кои се резултат на разноразни кадровски решенија кои се експлицитни илустрации за мешањето на политиката во правосудниот систем, судството и обвинителството. Така што оваа црна листа, Сашо, во овој почеток нејзин уствари е таква една јака шамарчина за правосудниот систем и се разбира за целата политичка елита. Владата, Ковачевски разбирливо е со тој негова амбивалентна реакција, дека и како не му е право, бидејќи мислам право. Не му е повеќе од јасно што значи овој сигнал. Но ова е една вака како да кажам, бетонска плоча ставање на сите оние критики кои се редеа од Соединетите американски држави и Европската унија на тема нефункционалност на правосудниот систем и сите можни бизнис и политички влијанија врз него.
Така што ова е само еден мал потрес во кој ќе следи серија на други потреси кои мислам Сашо на крајот крајштата како граѓанин тоа го очекувам да ја разниша до растурање таа една шема контаминирана од корупција која се градеше 30 години наназад. Јас лично стварно сум оптимист. Конечно, ајде да поразговараме и да го споредиме ова што кај нас започнува со она што се случуваше во Бугарија. Погледни го структурата, погледни го составот на новата бугарска влада, па ќе видиш кој од сите оние на Борисов порано истакнати разноразни пеевци и не знам кои, каде се и што се, ки нема никаде во актуелната политичка структура која е вклучена во таа владина коалиција сега. Затоа ти кажам, мислам дека ова е еден процес, едно хемиско чистење како што реков, кое мислам дека кое е поддржано и од граѓанството, мислам дека е убав вовед за ставање во ред на и ставање во некоја во рамки на некоја елементарна пристојност на системот. Бидејќи не се согласувам со тебе, Борјан, дозволи ми да ти објаснам кои се моите поенти заради кои не се согласувам. Прво, Дејан Пеевски во Бугарија е здрав, жив, потполно функционален, да не се секираш го нема во владата, ќе го има во сите други инстанции административни бугарски кај што му е неопходно за му функционираат црните и белите бизниси. Тој е инаку поддржувач на владата и мислам ќе си функционира човекот. Ми се чини дека дури можеби и заради политичките ургентности во Бугарија, тоа е истото и овдека, мислам дека и дури и ќе направи доволно компромиси, конкретно кога збориме за него, за да не биде во високо поставен на радарот сега на разноразни политички и други активности таму. Но овдека, Борјан, што ми е мене поентата, зошто ја не сум толкав оптимист за ова што го говориш, иако се разбира дека ги поздравувам овој вид на црни листи, бидејќи на крајот од краиштата овдека има едно очекување дека белки треба американската амбасадорка да седне и да ја води владата. Нивната цел е сепак да укажат што тие сметаат дека е проблем и тоа го прават меѓу другото и со овие црни листи. Види, Борјан, проблемот овдека е што корупцијата е дел од политичкиот систем. Тоа не е само проблем затоа што луѓето се расипани, без разлика кои се, што се, таа е сега веќе и дел од менталитетот, значи ти не можеш да кажеш дека целата нација е коруптивно расположена, бидејќи речи си нема човек кој што на еден или друг начин не учествува со своите минимални постапки, се разбира, не говорам за овие истакнати политичари. Меѓутоа, гледај, ова е сега силен удар за Дуи си молчи, Ковачевски кој што инаку најмалку е виновен за Рамиз Мерко, и меѓу другото и затоа што тој е актуелен последнава година, ова што Рамиз Мерко заради што се наоѓа на црни листи трае со децении. Значи тој секако е најмалку виновен, меѓутоа единствената коректна негова реакција би била да побара итна оставка на Рамиз Мерко од функцијата, минимум од функцијата градоначалник. Тој тоа не го прави затоа што знае дека со тоа задира во стабилност на политичкиот наш систем. Нашиот политички систем се потпира на овој вид на расипани коалиции во кои што бидејќи е компликуван, бидејќи е мултиетнички, бидејќи мораш да ги правиш сите можни компромиси околу тоа кого ќе ставиш за министер, кого ќе тргнеш за директор, на кого ќе му прогледаш и масовно се прогледува и така натаму, за да зачуваш некакви тенки стабилности кои што се изразуваат со неколку пратеници мнозинства во парламентите кои да владее, или да имаш оној другиот вид на политички систем, а тоа е еден силен автократски, во кој што автократијата сама по себе е корумпирана. Значи не ти ни треба коалиција за да бидеш корумпиран, впрочем тоа со Груевски го видовме на сите звона. И сега прашањето е ова ставање на Мерко на црната листа и кој знае уште кој ќе следи. Дали тоа ќе предизвика реформа пред се во најголемата албанска партија Дуи? Ја мислам дека е тоа невозможно, бидејќи Мерко е дел од таа една цврста структура која што ја обединува и ја прави силна Дуи на начинот на кој што они функционираат. Или треба ова што опозицијата која до вчера седеше со Дуи во владата, на истиот начин како што сега СДСМ седи во владата, или тоа значи дека треба сите да се обидиме против некаков политички субјект. Но не заборавај, Дуи е успехот политички на Дуи
се темели меѓу другото не само затоа што таму има и способни и неспособни луѓе, и подобри и полоши, се разбира многу корупција и така натаму, туку затоа што го зема прашањето на албанскиот национализам во своји раце и го контролира убедливо во последните 20 години. И оној контекст што тие го имаате, да, можете вие влади без нас да правите, но ние го контролираме албанскиот национализам. И сега, кога тоа ќе го ставиш на тасот на вагата, а не си при тоа американски амбасадор, туку си македонски политичар, албанец или македонец се едно, што ти е поважно? Ти е поважно да влезеш во НАТО со некаква политичка стабилност или да ловиш криминалци, а при тоа да не можеш да обстанеш нити 2 месеци со некаква стабилна влада. Тоа се прашањата кои што се пред нас. Прашањата се апсолутно на место и се релевантни како такви Фиро ги постави и види точно јас можам во таа смисла односно не би можел да дадам одговор на тие прашања. Она што е сашо важно е што прашањата дојдоа се отворија на масата. Тоа е веќе, види, тој ќе мора да се снаоѓа, тој нема да може да го кандидира Мерко. Тој нема да може целото тоа обкружување, таа мрежа која Мерко ја има внатре во огранокот, да речеме, во Струга. Тоа се исто така ќе биде компрометирано. Не им е баш така едноставно. Јас те разбирам што би кажуваш. Разбирам, еве да го повлечеме повторно паралелата со Пеевски во Бугарија. Да, Пеевски во Бугарија не е во затвор. Титу пак американците и црната листа се инструмент кој некого става во затвор. Но тој е едно прво ќе треба да се изложи, ќе бидат изложени на одговор на ова прашање. Второ, правосудните органи се сега ставени под притисок, кои исто така ќе треба да реагираат. Чекај, додиме поред, додиме поред. Прво, ќе ги отвориме сите тези. Велиш Дуи е сега ставен на па Дуи го стави пред 2 месеци, ја стави десната рака на Рамиз Мерко за министер во новата влада. Тој човекот, значи, кој му беше десна рака на Мерко од Струга, сега е министер за образование. Тој инаку кој што беше и професор на тој универзитет што сега ја го карактеризирав каков е. Не е белки дека во Дуи никој не знал со кого си има работа, па сега ќе бидете изненадени, замисли Мерко, види богати што правил. Значи, сакам да ти кажам, они се бијонд, они се преку точката да може да се реформираат. Кај нив е начинот на функционирање таков, и не само кај нив се разбира. Кај нив е тоа најдрастично, бидејќи па тие се опколени со еден кинески зид од сопствената недопирливост, бидејќи се секогаш клучниот фактор за стабилноста меѓуетничка во владата. Сакам да ти кажам, значи, црнава листа што всушност поместува, освен што еве, ако ништо друго, и тука си во право, ја водиме оваа дебата. Види, зашто прво до гласачите е еден многу јасен сигнал. Да се разбереме, нема магична формула која нашиот систем ќе го преуреди револуционерно и радикално во, не знам, нула време. Тоа не постои. Но сакам да ти кажам дека она, во секој случај, ќе влијае генерално оваа порака, ќе влијае врз она што предмалку го спомна, со што се согласуваме, ќе влијае врз оваа култура на корумпирано живење, на тој ментален склоп во кој е врежана втистата тој коруптивен чип. Така што, види, јас повторно ќе кажам, не очекувам јас да се слушат чуда сега, па, не знам, да излезе Дуи леле, готово, еве, Рамиз Мерко си оди, ние имаме нови луѓе и така натаму. Не, но ова е еден процес кој води, кој не пренесува од фазата на транзиција во која сме 30 години, која е неподнослива и која го создава ова чувство на неподносливост во општеството, не води вака или онака во онаа фаза на трансформација на системот, која се разбира ќе потрае, Сашо. Види, додека го снимаме овој подкаст, ова се случува и ако негде како пладне нешто рано попладне во денеска сме среда, ако не се лажам, четврток сме се извинувам. Ете, тоа ти е Боко. Овие силниве температури, каша попара во мозокот. Дуи да објави дека го замрзнува членството на Рамиз Мерко во партијата.
Односно, Тоа сега значи веќе не е седно, така. види ова, сега не ми е јасно дали самиот Рамиз Мерко побарал да биде замрзнат. Како тоа не е седно? Што значи тоа го замрзнува членството во партијата? Па дуи треба поитна постапка да го исклучи од партијата. Што е ова сега? Што се овие сега завитлавања со јавноста ќе го замрзна членството? Но Борјан, со право се допре до суштинскиот елемент на целата оваа работа, а тоа е твојата констатација дека ова ќе треба да се одрази кај гласачите. Така е. Сега, Борјан, она што мене ме плаши е, бидејќи читам разноразни истражувања, тие процеси не се случуваат само во Македонија, мислам дека се и европски, па и глобални. Мислам дека гласачите се сега во едно релативно стабилно мнозинство повеќе расположени да одат кон автократија отколку да одат кон развивање на демократијата. На гласачите, некако ако смеам некоректно да ја сумирам нивната позиција, дека им е веќе преку глава од демократијата, бидејќи гледаат дека таја не ги даде саканите резултати. И она што мене ме плаши, а тоа е па смртната закана по македонскиот мултиетнички политички систем, она што мене ме плаши е дека гласачите ќе одат сега во една друга крајност како реакција на овие црни листиоти и со Мерко само почнува сезоната. И дека всушност ќе побараат решение во разноразни лудачки, популистички варијанти, некои од нив ќе бидат многу опасни, повеќето од нив ќе бидат глупирање. Тоа е слично на ова што се случува во развиените демократи, па ако смеам да забележам и Брекзит е во крајна линија реакција на гласачите британски во однос на незадоволството од тоа како таму, пази, во едно од најстарите демократии им функционираше системот. Така што мене тука ме плаши, види, почнаа пимплањата, сега Дуи ќе го замрзне членството, на тоа ќе реагираат овие оние трети пети. Идната недела ќе излезе ново име на црната листа, веројатно и тој ќе биде некој функционер. Бидејќи види, црните листи се составуваат од луѓе кои што се главно од власта, бидејќи таму се злоупотребуваат државни фондови. Нема да бидеме ја и ти, па и да сме најголемите криминалци, бидејќи ние ако сме крадале не знам од каде, не сме злоупотребувале државни фондови. Значи очекувај дека сега следните имиња на црната листа ќе бидат повторно некакви функционери, сите тие се партиски се разбира. Тоа ќе придонесе за дополнително слабење на позициите на оваа влада. Тоа ќе оди на контото на опозицијата, а опозицијата едва и чека се разбира, таа мисли дека нешто се ја реформирана од времињата кога тие беа главните звезди и се уште се на црните листи. Сакам да ти кажам дека овој процес во таа смисла ја не сум оптимист. Нема да дојде до тоа што јас и ти го посакуваме, а ти го аргументираш дека ќе се освестат гласачите. Гласачите во принцип ќе гласаат за се порадикални, во нашиот случај тоа ќе бидат и антиалбански агенди. Тоа после како ќе го оправаме со кои листи потоа тоа ќе го оправаме, не сум сигурен. Сашо, црните листи ги таргетираат поединците во сите политички партии, вклучително и во опозицијските, тоа јас не го славам како залог во некоја оклада, и ги таргетираат точно сите структури кои генерираат, кои се практично изворот која хранат автократијата внатре во партиските структури, а потоа што се одразува во системот. Знаеш што, види, јас те разбирам, да, и јас го имам тој впечаток дека има еден добар дел од гласачкото тело кое е расположено за некаква автократија, но сепак мислам дека следат процеси во еден среден рок кои сепак ќе му овозможат на гласачкото тело да подразмисли и мислам дека не сум сигурен дека оваа наклоност кон враќање на авторитарност дека може едноставно да се предвиди дека ќе се случи. Тука јас не би се клател, како ти кажам, на тоа. И сепак останувам умерен оптимист дека можеби сосема нешто спротивно ќе се случи. Во секој случај пак ќе кажам, целата политичка елита, целиот овој систем кој го знаеме 30 години, влегува во процес на хемиско чистење. И токму затоа уште еден аргумент плюс зошто ни се нужни преговорите за членство, бидејќи се тие исто така една друга поинаква перална хемиска. Така што, знаеш,
останува стварно да се види, тешко е да се предвиди, но јас од моја страна го поздравувам ова и очекувам стварно да се таргетираат клучните луѓе по сите политички структури кои се генератори на корупција и друг тип на недолично, нецивилизирано владење, па сега ти како сакаш толку. Види, ја уште малку ќе ти пружам отпор, бидејќи не се откажувам, бидејќи ти се јавуваш од преспа, нормално подобро си расположен, ние овдека се готвиме на 35 степени и разбирам дека твоето окружување по-оптимистичко од ова наша овдека. Види, Боријан, суштината на целата расправа е дали тие процеси со црни листи ќе придонесат, бидејќи и еве и ќе се согласиме дека на него ќе се најдат, иако ја имам резерви према тоа, но да речеме ќе се најдат водечки личности од разноразни партиски номенклатури, елити и така натаму. Дали тоа ќе придонесе за реформа на партиите? Ти гарантирам не. Ти гарантирам дека во партиите, како во ДУИ, што ништо нема да се случи. Сега кој ќе објават од СДСМ, ништо нема да се случи. Ќе го замрзна членството на тој. Да не мислиш дека некој ќе се запраша, чекај да видиме кои се последици. Мислиш дека па ти гледај го ВМРО. Во ВМРО се истите луѓе кои им беа десни раце на црните листи кои што американците го објавија. Па ти таму гледаш некаква реформа во вредносна смисла, во политичка смисла. Зиро. Мицковски, кој што го донесува овие двајцава што се на црната листа, го, како да кажем, го импонира на партијата, го воспоставија, речи си со градежна машина, данг, овој ќе ви биде председател. Тој ли ќе биде реформаторот на ВМРО ако се објави некаков функционер на ВМРО повторно на црните листи? Сега, се поставува прашањето добро, ако ништо нема да се случи во владеачките партии, или евентуално ако се тоа процеси кои што ќе траат со години, а ние за години не знаеме ни кај ќе се наоѓаме, тогаш што се отвора друго? Се отвараат разноразни овие други иницијативи, а сега веќе имаме неколку такви, кои што викаат ние сме подобрите, ние сме нови, ние сме не треба да има хемиско чистење, ние сме тие што ќе спасуваме државата. Види, не е Македонија, за тоа треба високо ниво на граѓанска свест, кој што кај нас го нема, за тоа треба политички структури, оти види ги и понудите кои се. Максим Димитриевски кој поттекнува од СДСМ се разбира, тој ќе биде едната. Левица ги е варијантата за демократски развој. Таа ќе собере гласови на многу луѓе кои што од ова што го дискутираме ќе бидат незадоволни. Кој други овој Димитров или ќе биде, како да кажем, новата Полет и така натаму? Да, сите они ќе фатат нешто од гласачите, но доминантните скорови изборни повторно ќе одат кај овие постоечки партиски структури, бидејќи клиентелата им е голема, Рамис Мерко има мрежа од луѓе ни струга, тие сега таа мрежа од луѓе нема да тоа се од кафани и маркици до не знам што све, до важни дипломи и така натаму, таа мрежа ќе си продолжи да си функционира. Така што, Боријан, се согласувам со твојата поента дека е ова почеток на еден долгорочен процес. Само е прашањето дали ќе го преживееме тој процес во некаква демократска рамка или ќе исклизнеме и ќе отидеме потоа во авантурите на црсти раце кои што ќе треба да се занимаваат со тоа. Да се вратам на почетокот на нашиот подкаст. Судејќи по слушателите кои ги имаме, јас стварно не сум голем оптимист, но имам причина за доза на оптимизам. Значи тргна од голем оптимист, а веќе се сведе на доза оптимизам. Реков и цело време укажувам на мојата умереност во оптимизмот. Да, значи потресите кога зборуваме дека овој процес отвара, прави еден политички земјотрес, да, и некои ќе се оштетат и некои добри работи, можеби на кои ќе се насадат разноразни популисти. Така е, но тоа е дел од таа демократска игра. Но пак ти кажувам, не би го последнил гласачкото тело кое доста внимателно ми се чини трпеливо следи се ова што се случува. И кога спомна и преспа, да ти кажам, не спомнавме, а при крај сме на подкастот, не спомнавме Преспанскиот договор и 5 годишнината, односно Преспанскиот договор. Зашо сети се, која беше хистеријата, што ќе бидат последиците ако се подпише Преспанскиот договор и дето од не знам што чуда. Преспанскиот договор, еве 5 години живееме со него, секој еден кој иоле малку рационално гледа на таа ситуација, му е јасно денеска дека
тој преспански договор не само што не е терет, туку е големо олеснување за целото општество. И да се надоврзам на мојот престој во Преспа, значи по прв пат годинава од не јас веројатно не знам дедо ми да беше жив, може ќе ми каже, се собира населението на овој фестивал што го организираме овде од Грција, Албанија и Македонија. Европска унија дава огромен фонд за развојот на целиот регион. Како да ти кажам, Сашо, работите сепак добиваат други нијанси кои полека ќе легнат на пейсажот на реалноста. Абе, Боријан, еве да те прашам, и какво е после 5 години од Преспанскиот договор и од ова што се го кажува, со што јас се согласувам, која е политичката реакција на гласачите на тоа? Тие повторно ќе гласаат масовно за партијата која што го спорува Преспанскиот договор и која што според сегашните статистики убедливо ќе победи на следните избори. Значи, види, може би е ред да излеземе малку од нашиот либерален балон и да видиме всушност што се случува во општеството. Да, дури на нив им е јасно, ти си во право за ова што го говориш, дека на нив им е јасно дека од тој договор има само корист. Но политички тие сите ќе отидат повторно и ќе гласаат од инает, од цинизам, од противење, од неверување во сето тоа. Што ќе биде резултатот? Субстратот од тоа ќе биде Македонија, ќе биде уште по-конзервативна, уште по-десничарска, уште по-националистичка земја. Сакам да ти кажем, знаеш, мислам... Да видиме, ти си категоричен песимист, јас сум умерен оптимист, па да видиме. Да. Добро, Боријан, мислам дека веќе премавнавме 30 на минути, а тоа се покажува како многу добра мерка кога ги правиме овие подкасти. Добро, имаме луѓе што ни велат, абе што само 3-40 минути цел саат да разговарате. Ја мислам дека ние немаме што да кажеме во цел час, Боријан. Поздрав до слушателите. Поздрав и од мене, се слушаме во следното издание во текот на идната недела.